Добар ден, криптоентузијасти, во денешното специјално неделно видео, а тоа е видеото кое што долго време го ветуваме, никако не е доред да го направиме, Liquidation Heatmaps. Нормално, ова е инструмент кој што е многу битен и би рекол многу корисен за без разлика дали сте инвеститор или пак трговец, иако за трговците е многу побитен нормално. Ние денеска ќе го обработиме од аспект на инвеститор и од аспект на тоа како ние го користиме со цел да видиме краткорочно каде потенцијално би се движела цената во првенствено биткоин, нормално и за останатите коини. Така да имаме два последователни инструменти, едниот е стандардниот Liquidation Heatmap, додека другиот е така речено кумулативниот Liquidation Chart во кој што можеме да видиме што и како е ликвидирано во конкретен ден. Сега, ова е во однос на самиот почеток. Значи, една од најбитните работи, нормално ова е дел од напредниот курс, ова е 143-тото видео и може да го најдете во плейлистата на напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Сега, ова што гледате овдека е само принт скрин на тоа како изгледа еден стандарден Liquidation Heatmap, каде што во оваа ситуација нормално можеме да забележиме неколку инструменти, меѓу кои прво можеме да видиме скалата, значи ова е цената на самиот продукт во оваа ситуација нормално биткоин кој што се тргува. Дополнително овдека можеме да видиме количина на ликвидации, така речено на позиции кои што се поставени, на лонг и на шорт позициите. Значи, ова што гледате овдека е моменталната цена на ова добро, а од лева страна може да ги видиме сите лонг позиции, значи тоа се лонг леверидж позиции кои што се поставени, на десна страна можеме да ги видиме шорт позициите, односно сите шорт леверидж позиции кои што се поставени на различна цена. Ова е количината на, така речено, во оваа ситуација капитал, која што е поставена во однос на шорт или лонг. Со тоа што за лонг позициите имаме скала од левата страна, за тоа колку голема количина нормално во вредност на долари е поставена на секоја од овие цени, и овдека имаме за шорт во однос на секој од овие цени, колку шорт позиции во долари имаме поставено. Со тоа што овдека имаме различни, би рекол, heatmaps, меѓу кои првата е нормално за тоа на која менувачица колку моментално капитал е ставен во леверидж, на шорт и на лонг, со тоа што за различни бои се опфатени во овој heatmap. Сега, пред да продолжиме подетално да го објасниме ова како инструмент, прва работа која што треба да забележиме е нормално нешто што веќе сме го обработиле на нашиот канал, а тоа е што представува леверидж. Значи, видеото, тоа е 36-тото видео од нашиот курс, каде што се објаснува точно што представува леверидж, односно тргување со позајмица, така речено, и како се поставуваат шорт и лонг позиции и што истите предизвикуваат кога овој трговец ќе биде ликвидиран. Со тоа што овдека на некој начин во најосновен би рекол поим би можело да го објасниме тоа, значи леверидж тргување е тргување со позајмување, каде што вие практично во оваа ситуација се кладите, значи ова е апсолутно коцкање, се кладите дека цената ќе се придвижи во нагорна или надолна линија, со тоа што овдека нормално е поставено за лонг позиција и обратно од ова е поставено за шорт позиција. Лонг позиција представува кога вие почнувате, така речено, позиција од одредена цена, да речеме дека ова е $100,000 за биткоин, и очекувате дека цената ќе продолжи да се движи нагоре, со тоа што разликата во оваа цена представува ваш профит. Со тоа што вие може дополнително да позајмите, значи ако имате на пример еден, така речено, во оваа ситуација имате $1,000 за одредено добро, вие може да позајмите уште некогаш дури и до 10 до 100 пати повеќе од она што сте го на некој начин поставиле како позиција и да, така речено, го зголемите вашиот профит. Но во исто време, кога позајмувате наместо $1,000 сте позајмиле, да речем, 10 пати повеќе, сега ви имате позиција од $10,000, а поседувате само $1,000 колатерал, тогаш вие се наоѓате во ситуација каде што да, профитот ќе биде 10 пати поголем, но и загубата ќе биде 10 пати поголема, доколку оваа позиција почне да се движи во обратна насока од она што го очекувате. Тука е најголемиот проблем кога станува збор за леверидж тргување. Вие апсолутно се кладите. Така да ова е нешто што ние никогаш не го препорачуваме. Со тоа што најчесто трговците поставуваат така наречена ликвидациона цена или
ова ние го нарекуваме стоп лос, каде што правите едноставно доколку оваа цена се придвижи во обратна насока до одредена цена која што ја предвидувате со вашиот стоп лос, да ја затвори вашата позиција и да ги реализира вашите загуби, и на тој начин вие се обидувате да ја прекинете оваа позиција пред да бидете целосно елиминирани од пазарот, односно да бидете банкротирани. Затоа што ако не поставите ваш стоп лос, се случува едноставно портфолиото целосно да ви биде ликвидирано доколку цената се придвижи надолу во обратна насока од она што сте го поставиле. Нормално истото важи и за обратна ситуација, каде што се кладите дека цената ќе почне да се движи надолу. Во таа ситуација само е обратно поставено сето ова, каде што движењето на цената надолу представува профит, а движењето на цената нагоре представува загуба за вас. Како сето тоа се прави, да не наругуваме премногу, ќе ни треба премногу време да го објасниме. Погледнете го ова видео, 36 или пак може да го најдете во дескрипција на ова видео. Тоа е напреден курс 36 манипулација на леверидж трговците. Сега, оваа стоп лос позиција е најчесто моментот каде што се случува манипулацијата на цената на пазарот. Овие стоп лос позиции ги гледаме во овој чарт. Односно, на првиот чарт што моментално можеме да го видиме, ова е до сега не сме го користеле, од сега ќе почнеме да го користиме многу поактивно, каде што можеме да видиме првенствено на овој чарт, значи во која количина на леверидж, во кој дел од цената моментално можеме да видиме поставеност на овој чарт. Со тоа што пак ќе напоменам, ова е од помала кон поголема се движи цената на оваа скала, и како се придвижуваме до тоа каде моментално се наоѓа цената, така гледаме дека левериджот е се поголем, односно можеме да видиме дека околу оваа цена најголемите позиции во леверидж се и до 100x леверидж. Со тоа што, нели, овие се 50, овие се 25 и овие се 10. И некаде нормално гледаме како се преклопуваат, значи имаме колони во кои што најчесто овие се преклопуваат и на некој начин можеме да најдеме различни позиции на 50 и 100 или 25 и 50 во однос до каде се наоѓа моменталната цена. Оваа црвена и зелена линија, како што веќе објаснивме, представува кумулативен леверидж. Со тоа што како се придвижуваме од моменталната цена надолу, ова е кумулативен леверидж на лонг позиции, нормално во доларна вредност, и нормално под него можеме да видиме колку голема количина на во оваа ситуација биткоин е ставена во лонг леверидж позиција во 10x леверидж. Овдека во таа дадена позиција, на таа дадена цена, пример, е поставена лонг леверидж позиции во износ од $7 милиони на 25x леверидж, додека до оваа цена вкупно доколку цената би се придвижила надолу, би елиминирала вкупно $229,7 милиони вредни лонг леверидж позиции. Така да на овој начин имате кумулативна количина, колку до, така речено, оваа цена надолу би елиминирала, падот би елиминирал како количина на средства, нормално истото го имаме и обратно во однос на шорт. Втората табела ни покажува на која менувачница се наоѓа овој леверидж, со тоа што пак ова е конкретно доколку тргувате на дневно ниво и доколку ви се потребни овие, би рекол, малку побрзи и побитни информации кога станува збор за day трейдери, затоа ние не ги користиме толку многу. И последната е во однос на тоа колку голема количина на ова добро е поставена во леверидж позиции, во превод. За разлика од првата, каде што можеме да видиме лонг леверидж позиции во пари, во долари, овдека можеме истото да го видиме во количина на биткоин, каде што можеме да видиме на секој пример, ева моменталната цена, и можеме да видиме дека моментално овде на $113,672 има поставено 1100 биткоини како лонг леверидж позиции. И до овој момент можеме да видиме 2450 биткоини како кумулативен леверидж позиција до оваа цена. Така да ова ни покажува доколку цена да се придвижи надолу, дека ќе имаме големи ликвидации во овој дел, и нормално тоа ќе ни покаже дека во оваа ситуација доколку се помине оваа позиција надолу, ќе имаме уште поголем пат на цената кој што ќе предизвика дополнителни ликвидации на овие претходни големи позиции на би рекол лонг леверидж поставеност на позиции. Сега, значи ова може да го направите за било кој коин, ова не е само за биткоин, нормално, доколку тргувате било кој од овие коини, може да го направите на пример на Litecoin, така, и ќе ви даде кои се моментално позициите на лонг, кои се позициите на шорт,
Ова само ја го покажувам како пример. Сега нормално имаме многу помалку позиции на шорт за разлика од лонг, но ако некој од овие коини вие ја тргувате, ќе имате целосен преглед за тоа моментално каде имаме голема количина на, би рекол, позиции кои што доколку бидат ликвидирани ќе имаме сериозно движење на цената во една или во друга насока. Во превод, моменталната цена на Етериум, со тоа што прост пример, ова веќе сме го објасниле претходно нормално, дека придвижувањето на цената во една и во друга насока ги елиминира овие позиции, шорт стоп позиции, и на тој начин уште толку ја провоцира цената да се придвижи нагоре. Нормално, затоа што затварањето на стоп лос позициите предизвикува во оваа ситуација, нели, да едноставно ја бутне цената во една или во друга насока. Така да кога ќе видиме вакви големи позиции, како на пример моменталната цена на Етериум е $4,460, доколку се придвижи до цена од $6,000, можеме да видиме неверојатни 70,380 Етериум, би рекол во оваа ситуација Етериум ставени во шорт леверидж позиции, што значи дека придвижување нагоре до $6,300 ќе предизвика елиминирање на оваа позиција, ќе ги натера оние кои што веќе го поставиле својот Етериум во шорт позиција да мораат да затворат оваа позиција, и со ваквото затварање они практично уште толку повеќе купуваат Етериум од самиот пазар со цел да го вратат назад на оние од кои што позајмиле во оваа ситуација од самата менувачница, и на тој начин се помалку Етериум останува на пазарот и цената продолжува да расте, и тоа многу, затоа што замислите треба цели 70,380 Етериуми да бидат купени од пазарот со цел да се затворат овие позиции и на тој начин дополнително ќе бутне цената на Етериум нагоре. Така функционира, пак ќе напомена, погледнете го ова видео, овдека детално објаснуваме околу целиот овој дел, да не се задржуваме премногу. Значи исто така и ово што гледате овдека, CoinGlass Pro Futures Liquidation Map, може да го најдете во дескрипција на ова видео, каде што, како што кажавме, значи ова може да биде подесено за било која валута, може да биде подесено за било кој пар, нормално со долар или USDT или USDC и некој од валутите. Например, овдека само треба да запишете Ethereum и ќе ви даде предлози каде што може да ги најдете сите комбинации со Ethereum на различни берзи во однос со тоа како тргувате нормално, или пак било што е, например, DOT, која и да е валута, ќе може да ја најдете со сите можни парови на сите можни најголеми менувачици. Така да на тој начин се користи. Сега ова се, би рекол, главните причини поради кои што се користи, да речам, оваа алатка. Првото е hit zones, значи тоа се зони во кои што имаме, како што веќе спомнавме во овој пример, големи количини на, би рекол, нели, Етериум, кој што е поставен во шорт или во лонг позиции, кои што најчесто ќе предизвикуваат масивно движење на цената во надолна или нагорна линија, во однос со тоа како моментално се движи самата манипулација. Liquidity pools, collection of stop loss and liquidation orders that can cause rapid price movement. Тоа што го објаснивме, заедно со количина на големи позиции во одредени зони. Значи овие две се така речено слични една на друга, би рекол главни цели поради кои што се користат овие heat maps. Open interest levels demonstrate where large amounts of leverage positions are concentrated. Како што веќе кажавме, значи можете јавно и лесно да ги најдете сите овие позиции каде што имаме голема количина на leverage концентрирана на одредени цени. И price imbalances or gaps, исто така и ова е доста добро, односно пример. Доколку цената успее да премине преку 5253, значи до овој момент ќе имаме шорт позиции кои што ќе помогнат цената да расте доста брзо, така. Но над оваа цена гледаме дека има многу мала количина на шорт леверидж, што значи дека нема да имаме толку голема помош од страна на леверидж позициите за цената да продолжи да расте. Нормално истото можеме да го кажеме и во однос на другата страна, кога цената потенцијално би паѓала. Односно гледаме дека до така речено 4369 ние скоро и да немаме лонг позиции кои што ќе натераат цената уште повеќе забрзано да паѓа, но за жал од $4,368 веќе имаме големи количини на лонг позиции, 10,000 етериуми, на 4357 10,000 етериуми кои што доколку бидат ликвидирани, цената уште позабрзано ќе паѓа надолу. Така да и ова е на некој начин доста интересен момент зашто може да се користи овој елемент. Сега, ова е на некој начин некои луѓе преферираат да го користат, но јас лично преферирам да го користам овој би рекол хитмап на CoinGlass, но овдека е малку поинаку поставен. Зошто? Која е разликата прво? Значи овдека јас ако ме прашувате, ова би го користил доколку сум day trader, каде што можам точно до долар да видам каде и колку голема количина на
леверидж е поставена и до тој момент колку голема кумулативна количина на леверидж имам, за да знам што би се случувало доколку цена да се придвижи во тие нивоа. Така ќе знам дали да почнам позиција, дали да затворам позиција и така натаму. За разлика од тоа, со оглед на фактот дека ние сме нормално инвеститори, слично на ова, само малку поинаку поставено е наместо во хоризонтална, ова во вертикална скала, каде што можеме да видиме што цената на доброто, можеме да видиме во кој таймфрейм, значи ова е тоа што мене повеќе ми се допаѓа овде, значи можеме да го зголемиме и намалиме таймфреймот во однос на тоа дали сме day трейдери, скалпери, свинг трейдери и така натаму, да видиме како се тоа се однесува на повисок временски интервал, например на една недела. Дополнително овде ќе имаме скала во однос на тоа колку леверидж имаме во конкретно одреден период, значи колку е пожолто, толку е повисок степенот на леверидж, тоа што овдека максималната жолта боја означува максимални 171 милион долари вредно добро поставени на тие позиции и овдека се нормално цените заедно со временските интервали за тоа како се движела цената. Со тоа што зошто ние го користиме за разлика од трейдерите, нас не е многу побитно да видиме која е количината на лонг и шорт леверидж поставени над и под цената каде што моментално се наоѓаме, со цел да имаме прилика идеја што би била поголема веројатноста да се случи со цената во која што моментално нормално инвестираме, со тоа што ние не го користиме ова на PR, сега ќе ви објаснам зошто. На PR овдека може, како што видовме и на претходните, да запишете било кој, пример чисто онака рендер, че може видите дека апсолутно на сите коини можете да најдете пар и да погледнете каква е моменталната ситуација. Значи, чисто за да имате во превид, значи пол на USDT парот на Binance ќе ви даде скала за тоа како изгледа на неделно ниво. Нормално ние не ги гледаме различно секоја од овие валути, не ни е потребно затоа што не ги тргуваме. Ова е нормално многу попотребно доколку ги тргувате во превод. Ако видиме дека цената овдека ги елиминирала овие шорт позиции, нормално очекуваме дека ги се придвижи нагоре, инвестираме во неа и кога ќе стигне до лонг позициите, продаваме. Тоа би било шорт. Сега овдека малку преедноставно изгледа, верувајте ми не е толку едноставно, но само ви покажам која би била логиката позади користење на оваа алатка, например за пол USDT. Сега, ова е зошто реков дека не ја користиме овдека. Нас ни треба генерална постава. Значи, кога ја поставувате на PR, тогаш мора да оберете точен пар на точна менувачница кој што ви е потребен. За разлика од тоа, ние најчесто знаете и сами го користиме ова за биткоин, затоа што нормално биткоин ја предвижува, би рекол, целата маса на коини во една или во друга насока, така да кога го поставуваме ова за биткоин и го поставуваме на символ, тоа значи дека ги завзема сите позиции од сите менувачници и имаме многу подобра слика, затоа што ние не тргуваме на одредена менувачница, па да ни се потребни позициите на таа менувачница, нормално не се потребни сите позиции од сите различни менувачници. Нормално секогаш одиме на повисок временски интервал, каде што ќе имаме многу појасна слика за тоа во, би рекол, пак релативно краток период, што би се случувало со цената. Нормално ова може да го направите за било кој коин, како што веќе кажавме, и пак овдека може јасно да видиме колку голема количина имаме на шорт позиции и колку голема количина имаме на лонг позиции. Нормално има различни модели кои што сега секој ќе се обере кој најаќе му одговара. Значи, некои се малку попрецизни, некои малку помалку прецизни, како што можеме да видиме. Нормално ќе си видите кој модел вас ви одговара, но генерално идејата позади се тоа е апсолутно иста. Да видите каде имаме колку голема количина и што понатаму очекуваме од цената. Овдека нормално можеме да видиме дека над цената околу 120.000 имаме огромна количина на шорт леверидж позиции и овдека гледате на која цена колку голема количина во долари. Значи на 120.053 долари имаме 38,8 милиони долари биткоин поставени во шорт, дека цената ќе се движи надолу. Нормално дека повеќе би очекувале цената да се придвижи нагоре, со оглед на фактот дека имаме огромна количина на шорт позиции за разлика од овде каде што имаме многу помала количина на лонг позиции. Значи тоа е начинот на кој што ние го користиме. Јас го користам првиот модел, мене највеќе ми се допаѓа, најпрецизен ми е. Исто така уште една битна работа која сакам да спомнам, кога гледате на парови, исто како во првиот и овде можете да го ставите кумулативниот liquidation heatmap, да видите како изгледа моментално кумулативната позиција на овие лонг и шорт позиции над и под цената, со тоа што може да ги видите и количините во нормално долари и кумулативниот дел кој што иначе е исклучен на овој чарт, чисто да видите каде може да го најдете доколку е потребен. Пак ќе напоменам, мене ако ја прашувате, јас се фокусирам на символ,
каде што се земени сите позиции од сите различни би рекол берзи и дополнително најчесто го гледам на 2 недели до 1 месец, кој што ми дава би рекол малку попрецизна слика за тоа што очекуваме понатаму. Во оваа случај очигледно гледаме дека има многу голема количина на шорт позиции кои што потенцијално може да бидат елиминирани пред повторно да се придвижи нагоре цената на биткоин каде што моментално се наоѓа. Значи ова е само генерално како јас гледам на работите и како ми помага да знам што очекувам понатаму од овој пазар, а нормално реализацијата на сето ова може да најдете во liquidation data, coinglass.com/liquidation data. Значи сите овие би рекол видеото, првиот тип на liquidation мапи, вториот тип на liquidation мапи и liquidation data ќе бидат ставени во дескрипцијата на видеото за да може поедноставно да ги најдете, каде што можеме да видиме дека овдека во однос на тоа на кој ден се наоѓаме, можеме да видиме јасно колку голема количина на long и short leverage позиции биле елиминирани. Као што веќе спомнавме, ова предизвикува придвижување на цената во нагорна, односно надолна линија, во однос тоа колку поголема количина на short и long leverage се ликвидирани. И на тој начин, кога имаме, пример, пад на цената, како во оваа ситуација, каде што цената, оваа жолта линија, паднала од 117 на 115.000, значи изгубила така речено, од 117 на 112.000, изгубила така речено $5,000 од цената на биткоин. Гледаме дека се случува поради тоа што во истиот ден сме имале вкупно $922 милиони long leverage ликвидации, кои што нормално предизвикале цената да се придвижи надолу. Исто можеме да видиме и обратна ситуација, каде што цената од 108.000 скокнала на 115.000. Гледаме дека главната причина се последователни ликвидации на шорт, овие црвени линии, односно $963 милиони шорт позиции ликвидирани на 10 јули, кои што предизвикале цената да порасне. Така да ова ни е на некој начин резултатот од тоа што го гледаме на овие претходни чартови. Нормално и овде може да оберете во која валута сакате да гледате, со цел нели ако тргувате конкретна валута да имате оприлика идеја како изгледаат количините на ликвидации во текот на денот кој што го тргувате или пак во претходните денови. Така да ова е во живо моментално овие би рекол нормално податоци и нормално овде е поставено за сите кои ни заедно и за тоа и го користиме вака со цел да имаме идеја што се случува генерално со пазарот. И сега, нормално мораме да напоменеме дека овдека постојат некои ризици. Значи, како што веќе многу пати сме кажале, никогаш не користете само еден индикатор, само еден би рекол чарт или пак една формација. Нормално секогаш ова треба да биде земено во комбинација со многу други би рекол, нели, фундаментални и технички анализи со цел да видите која е најпаметната одлука за како да се поставите на пазарот. Во превод, вели, слепо тргување кон ликвидациони зони многу често може да предизвика неочекувани промени на цената во обратна насока. Значи, не можете само да ги следите ликвидационите зони без при тоа да се посветите малку и на фундаментална анализа, кои се вестите за овој коин, да видите и основна техничка анализа, формации, индикатори и така натаму. Значи, misreading map, colors or scale, односно овдека многу често може да се случи бидете прецизни кога ги поставувате овие индикатори, да ви се сгреши кој коин го гледате, тргувате на некој сосема друг коин, на кој таймфрейм гледате, затоа што таймфреймот од 2 недели и од би рекол 24 часа е сосема поинаков. Значи на 24 часа можеме да имаме комплетно друга слика, како што може да видите овде, на коинот за разлика од 2-3 недели, 1 месец и така натаму. Значи многу е битно да запазите точно што моментално гледате и да ги поставите овие инструменти правилно. Значи едноставно да се попирате на ликвидационите, би рекол, нели, во оваа ситуација позиции, без никаков дополнителен контекст. Значи пак ова е доста битен или добар би рекол алат, но еве тоа. Значи не е секогаш 100% сигурен затоа што имаме многу, пак ќе кажам, надворешни излучувања кои што делуваат на движењето на цената и еве го тоа што го зборувавме на самиот почеток, значи игнорирање на макровести и сентимент анализи, значи за тоа дали има моментално било каков тип на вести кои што може да предизвикаат поинакво движење на цената, или дали има интерес за овој проект и така натаму. Значи сето ова треба да биде земено само како една алатка дополнителна во би рекол вашиот арсенал. Ова е само дополнителна алатка која што ќе ви
даде дополнителна сигурност да одлучите што понатаму со вашите инвестиции. Повторно, ние не ги користиме за трейдинг, иако за трейдинг се многу добри како алатки, ние ги користиме за долгорочно инвестирање, затоа не интересираат во многу поголеми таймфреймс, како 2 недели, месеци така натаму, и нормално не ги користиме оние ликвидациони мапи како што овде покажавме, кои што имаат конкретни позиции на конкретна цена, така да тоа многу не занима, се додека истото не ни покажува на долг рок каде ќе се наоѓа цената и што ќе се случува понатаму. Сега, во меѓувреме се надевам дека уживате во овој видео како и во сите претходни. Ова е видео кое што е кратко, наменето со цел да ви даде прилика идеја како ги користиме овие алатки и како ги читаме, а нормално ние понатаму ќе продолжиме да се надградуваме како во техничка, така и во фундаментална анализа. Сите наши видеа од така речено овој курс може да ги најдете на нашиот канал, каде што за сите овие алатки, за сите овие би рекол, дополнителни индикатори, информации, може да научите многу повеќе како од техничка, така од фундаментална анализа. Дополнително за оние кои што потенцијално не се, значи станете дел од нашата Patreon заедница, со оваа мала членарина помагате на нашиот канал и со оваа мала финансиска помош ни помагате да продолжиме да правиме ваков тип на образовен материјал за македонците да бидат се повеќе и повеќе финансиски писмени. Дополнително како привилегии добивате пристап до нашите, како што може да видите, чатови, каде што може да следите комуникацијата и информациите и едукацијата кои што исполнуваме со нашите членови меѓусебно, исто како и нормално технички анализи, информации, прашања од заедницата, апсолутно се може да најдете на овие чатови. Имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, еднаш месечно правиме лайвстрим кој што нормално потоа го објавуваме за целата наша заедница, но првенствено истиот е само за Patreon заедницата. И нормално овдека сите овие видеа како и ова моментално што гледате, кои што се снимени офлайн, прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа ги доставуваме и до нормално сите наши канали. За оние кои што потенцијално се можеби нови, како и за оние кои што се малку подолго време со нас, значи голем дел од нашите членови првенствено доаѓаат набргу да го променат своето, тоест да го обноват своето годишно членство, каде што моментално направивме истото да не биде се извинувам 20, туку 30%, значи се што треба е само да ги следите информациите на овој пост кој што може да го најдете на сите наши социјални мрежи и на тој начин годишно да направите членство во нашата Patreon заедница и да ги имате привилегиите на истата. Оние кои што сакаат да видат како изгледа, да бидете дел од оваа заедница, тоа може да го направат бесплатно, само дојдете на Patreon заедницата. Линкот може да го најдете во дескрипција на секој од нашите видеа и зачленете се 7 дена бесплатно да видите како изгледа да се биде дел од Patreon. Се надевам уживавте, се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.